Ви благодарам што дојдовте за да споделиме мислења во врска со трагедијата, за која не верувам дека е од вчера, бидејќи токму пратениците од десната страна велат дека заради системските проблеми има оваа приказна е долга. Јас на почетокот само сакам да кажам дека ако Уставот го гарантира правото на живот, тогаш правото на здравствена заштита е директно врзано за животот. Ја чувме вашата лекарска или медицинска приказна и сите знаеме дека сте познат лекар. Меѓутоа, овде сме ние за нешто друго, за утврдување на евентуалната ваша политичка одговорност, иако не можете пред нас да одговарате, ние не сме ве избрале. Значи, прашањето ќе се сведе во одговорот на етичката димензија, а се разбира, како што најави јавната обвинителка, надлежна за овој случај, дека останува, доколку имало злоупотреба на службената функција, се разбира да се покренат прекршочни постапки или кривични постапки. Јас не морам да ви кажам, да се абстрахирам од еден податок. Вие бевте советник, стручен на министерот Тодоров, точно во времето кога се набави като системот и акцелераторот. Предпоставувам дека не била идејата на Тодоров, како правник, за ваков систем, туку дека била ваша. Интересно, но и од она што го кажавте денеска, а и од она што го знаеме, овој систем воопшто не влегол во употреба и мене ме интересира како е можно некој, кој што веројатно дал идеја, а може би имали повеќе советници, министерот може би и не била негова идејата, значи да не праша дали што се случило со овој систем, односно зошто не бил во функција. Освен тоа, јас иако мислам дека сте морале да знаете за ова, интересно е дека го споменувам и акцелераторот, меѓутоа не постоеле услови за овој линеарен акцелератор. Му истекла гаранцијата, замислете, и колку што знам, ни денеска не е во функција. Дали е тоа можно? Да не го знаете. Кога тргнав од Уставот, не можам на него, како професионално деформиран правник, бидејќи вие мора да водите здравствена политика во границите на правото и предпоставувам дека секој министер, кога ќе стапи на функцијата, првото што ќе го направи е во детали да го проучи, да ги проучи законите во кои што ги пропишуваат одредбите, во чии рамки тој мора да работи. Тоа не е законот за владата, тоа е во односите во политиката, туку законот за здравствена заштита. Во законот за здравствена заштита има многу интересни одредби, некои од нив се косат со она што го кажавте во вашето експозе. А и се ја засегаат или ја проблематизираат етичката димензија, бидејќи уште во членот 2 од Законот за здравствена заштита се вели дека ќе се гарантира навремено и ефикасно лекување, што во случајов целосно изостанало, понатаму дека сите мерки, активности и постапки
Значи, надавање на здравствена заштита мора да бидат засновани на научни докази, да бидат безбедни, сигурни, ефикасни и во согласно со професионалната етика. Таа се однесува не само за вас, се однесува и за оне што сте го наследиле, господинот Васев, а и за, како во законот се нарекува организациониот директор, а ние викаме економски директор, значи вие имате одговорност исто така. Понатаму дека никој не смее да го загрозува здравјето на луѓето, слушаме колку било загрозено, но најважното можеби е дека медицинскиот и организацијскиот директор се заеднички надлежни и одговорни за се што не е во исклучива надлежност на едниот или другиот, а интересна работа, министерот Сали овде кога дојде, нели рече дека морал да го разреши, да предложи разрешување на медицинскиот директор, но јас го прашав зошто тоа не го сторивте и за неговиот сијамски близнак, организациониот директор, и бидејќи тие се соучесници во работата. Значи, ако ова што се случува е резултат на системски недостатоци, тогаш морам да ве упатам на нешто. Значи, во членот 27 многу убаво пишува во ставот 3 дека надзорот врз вршењето на здравствената дејност го вршат Министерството за здравство и Државниот санитарен и здравствен инспекторат, како и фондот, но тој во делот на финансирањето. Здравствената дејност, следниот став 4, од организацијски аспект стручен колегиум, а немало стручен колегиум, значи тој за кој вие тврдите дека е врвен лекар и менаџер, не формирал стручен колегиум, задолжително се врши во согласно со протоколите што ги пропишува министерот за здравство, а протоколи немало. Значи, вие со тоа сте овозможиле дискреционо постапување. Каде што има дискреционо постапување, може да има и злоупотреба на истото или излегување од границите на правото, што во случајов е реалност, што довела до катастрофа. Понатаму, во членот 105 пишува дека, прво во членот 17, значи дека министерот, член 17, став сведу, министерот за здравство го следи функционирањето и одржувањето на мрежата. И ова сте пропуштиле да го направите. Понатаму секое воведување на нова... Извинете, само подсетување, имате уште една минута. Секое воведување на нова здравствена технологија и опрема подлежи на претходно одобрување од Министерството за здравство врз основа на анализа на медицинските, етичките и економските последици и ефекти. Ништо од ова не се остварило. Ве прашувам овде денеска, дали чувствувате одговорност за ова што се случува? Како тоа што го забележал господинот Сали, не сте го забележале вие? Или не можевте да го забележате, бидејќи, морам да кажам дека можеби не го гледавте она што се случува, зашто премногу политички настапувавте. Точно е дека министер е политичар, меѓутоа не смеевте да ја заборавите основната функција. И не можам да не ве подсетам дека, кога ве гледам овде, се подсетувам и на една друга трагедија во Тетово, која што беше врзана за модуларната болница. И тогаш ми навираат многу други прашања, кои исто така се врзани за пропуштањето на системски предуслови за добро здравство. Значи, тоа е моето прашање. Зошто не го спроведувавте законот за здравствена заштита во својата работа и зошто и вие на некој начин со чинење или нечинење
станавте соучесник во она што се случува. Благодарам. Благодарам професорке, господина Филипче.